Почитуван председател, колеги пратеници, очигледно е дека председателот на Собранието, она што е итно за целата јавност, за него е точка која што треба да биде разгледувана како предпоследна на оваа седница и кој знае кога ќе биде разгледувана со динамиката која што работи Собранието и оваа неефикасност. Но за да се коригираме во овој дел, а согласно деловникот, предлагам, како група пратеници, 20 сме подпишани согласно деловникот, предлагаме формирање на анкетна комисија за скандалот кој што се случи на онкологија. Оваа анкетна комисија ја бараме согласно членот 118 став 3 од деловникот на Собранието на Република Македонија, каде што Собранието со одлука може да основа анкетни комисии за секое прашање од јавен интерес. Во изминативе неколку дена нема поголемо прашање од јавен интерес за тоа кој ја сноси политичката одговорност за морбидниот профит кој што некој го правил на онкологија со знаење на раководството и на владени функционери, а на сметка на здравието и животите на пациентите. Затоа сметаме дека ова е од врвен јавен интерес за сите граѓани во државата. И врз основа на член 70 од деловникот, каде што пратеници до утврдувањето на дневниот ред, тоа го направивме во архива, можат да предложат точка во случај на итна потреба. Ова е итна потреба. Ако на некого ова му е точка која што треба да биде предпоследна, сметам дека на јавноста овој скандал е точка која што треба да биде прва разгледувана. И затоа предлагам оваа точка за основање на анкетна комисија за скандалот со морбидното профитерство на клиниката на онкологија да биде прва точка на дневен ред. Во предлогот кој што ви е доставен, го имате и преку архива, предлагаме, бидејќи Собранието не е судски или обвинителски орган, предлагаме анкетната комисија за скандалот на онкологија да има надлежност да утврди политичка одговорност на здравствените и владините функционери кои што биле дел од овој скандал. И второ, оваа комисија би бројала 13 членови, кои што 13 членови би биле распоредени соодветно со